Добро утро во општествена сцена, во која што ми е големо задоволство да ја поздравам Лидија Димковска, писателката, еден од најзначајните гласови книжевни на денешницата, можам тоа слободно го кажам, и тоа не е само моје мислење. Лидија, ви благодарам што дојдовте во студиото на Утрински брифинг, малку да поразговараме и за вашата нова книга, но и за други некои состојби и ситуации. Ви благодарам, јасно. Гранична состојба, тоа е насловот на вашата седма поред книга, поетска, која што ја издавате во издание на Или по 4 години пауза. Времето созреа или и пандемијата допринесе? Како влијаеше пандемијата? И едното и другото. Во меѓувреме сепак објавив и друга книга, нели, раскази кога заминав од Карлип Нег, така што гранична состојба буквално се роди за време на пандемијата. Поточно почнав да пишувам роман, меѓутоа песните толку многу почнаа да се појавуваат во мене што едноставно го оставив романот и ја завршив целата гранична состојба, затоа што и сама се чувствував дека сум фатена во некоја гранична состојба, но и светот едноставно беше во гранична состојба. Сепак нешто такво како COVID-19 му се немаше случајно на човештвото претходно, барем за време на мојот живот. И тоа беше еден многу страшен притисок и внатрешен и надворешен, но и апсолутно голема инспирација за уметниците. Не само за писателите, туку воопшто за уметниците, бидејќи се најдовме соочени со себе, со нашето време, со светот во кој што живееме, со човештвото на кое што му припаѓаме и почнавме да си поставуваме екзистенцијални прашања кои што малку ги заборавивме, ми се чини претходно. Значи, кој сум, што сум, зошто е ваков светот во кој што живеам, каков што е, што можам да променам и така натаму. Така што мене светот ми се виде како свет во гранична состојба и затоа и напишав книга што се вика Гранична состојба, во која што навистина упфаќам теми кои што се гранични состојби. Тоа се апсолутно животот, смртта, љубовта, распајањето, војните, преселбите, миграциите и така натаму. Сите всушност кризи на човековиот идентитет. За жал нема многу оптимизам во оваа книга. За жал нема многу оптимизам, иако јас сум сепак по карактер и по природа оптимист и се надевам дека сепак нешто ќе се смени откако ќе излеземе од оваа тешка пандемија која што го зафати светот. Меѓутоа во секој песимизам се крие некој мал оптимизам. Јас всушност сакам на некој начин да ги сумирам сите тие гранични тешки состојби од човековиот живот и да предизвикам некое и катарзично чувство кај читателот. И ако тоа се случи кај читателите, значи дека ќе продолжат понатаму во животот сепак со посветла, нели, мисла и надеж, апсолутно надеж да никогаш не умира. Да, таму како да создавате некоја друга реалност. Имено во едно своје интервју вие ќе кажете во литературата од секогаш ме влечела радикализацијата на книжевниот израз. Да се премине границата на баналното и на вообичаеното, да се создаде нова реалност. Апсолутно. Јас сум, значи, навистина радикалистка во уметноста, во ништо друго не сум, но во уметноста практично го признавам радикализмот, бидејќи сметам дека уметноста треба да се создава тогаш кога навистина човекот, уметникот има потреба, има насушна потреба. Тоа е како еден вид дишење. Ако не можеш да дишиш без уметноста, создавај, но ако можеш, тогаш прави нешто друго. И мислам дека и во овие песни јас се дадов себе си со душа, срце и тело и едноставно преминав преку собствената граница. Јас не признавам конвенционални граници во уметноста. Не мислам дека треба во уметноста да бидеме љубезни, да бидеме фини, пристојни и така натаму. Туку напротив, треба да ги срушиме бариерите и да го покажеме сето она од кое што светот едноставно бега или ги затвара очите пред сето она што се случува. Исто така на промоцијата која што помина навистина убаво и многу имаше публика и сите сакаа да ве слушнат вас и се разбира и промоторите. Беше кажано и тоа дека да, не се помирувате и дека општествената критика, дека критиката на она што значи проблеми на денешницата, миграцијата, бирократизацијата, алчноста, војните и така натаму,
секогаш ќе најдат место, наоѓаат место практично во вашите дела. Да, не само во поезијата, туку и во прозата, и во сето она што ме интересира на книжевен план. Едноставно сакам да се зафаќам со теми кои што се важни за нашиот свет, за мене лично, бидејќи живеам во тој свет сега и овде. И ми се чини дека се друго би било едноставно површно и непотребно во светот на уметноста. И дека навистина јас кога пишувам, тогаш дишам и живеам со она што го пишувам. Мене всушност литературата ми е животот и животот ми е литература. И во таа смисла не признавам литературни или воопшто уметнички дела кои што настанале како проекти, како концепти или во некоја друга смисла. Од секогаш всушност уметноста, од најраните почетоци на уметноста се создавала затоа што уметниците имале насушна потреба да ја создаваат и да живеат со неа. Вие живеете, сите знаат, веќе повеќе од 20 на години во Словенија, таму живеете, таму работите, но никогаш не ја прекинавте врската со Македонија. Апсолутно не. Прво заради тоа што пишувате на македонски јазик, вашите дела се преведени на многу јазици, вие самата преведувате, но ми остава впечаток дека вие секогаш, како да кажам, будно ја следите што се случува на културната сцена. Например, последно што ми остави впечаток беше вашата изјава дека Блаже Конески, нели сега ја прославуваме годината на Блаже Конески, треба да се чествува суштински, а не само формално. Да. Што мислите за културата во Македонија денес? Па културата е најдоброто нешто што постои во Македонија и културата е единственото нешто со кое што ние во светот можеме и да се пофалиме, секако понекогаш и со спортот, нели? Меѓутоа, јас пред се сум за културата и мислам дека со културата можеме да се представиме пред светот. Јас, како што рековте, пишувам на македонски јазик, тоа е моја и политичка одлука да пишувам на македонски јазик. Би можела секако да пишувам на словенички јазик, па и на други јазици, меѓутоа решив да пишувам на македонски јазик бидејќи тоа е сепак мој мајчин јазик, тоа е јазик кој што го оспорува, тоа е јазик кој што има проблеми и едноставно сакам да го радикализирам и тоа прашање за јазикот, затоа што сметам дека јазикот на кој што зборувам и пишувам е јазик кој што постои и литературата настаната на македонски јазик е апсолутно литература која што постои, која што не може да се пренебрегне. Моите книги се преведени и на бугарски јазик, имам јас преведувач во Бугарија, така што не можеме да кажеме дека македонскиот јазик не постои. Во таа смисла решив да пишувам само на македонски јазик и како авторка која пишува на македонски јазик апсолутно следам се што се случува во Македонија, не само на полето на книжевноста, туку воопшто на полето на културата, политиката, економијата и така натаму. Така што културната политика е она што е проблематично во Македонија, не културата како таква. Нели, иако имавме големи надежи дека таа културна политика малку ќе се смени, дека ќе дојдат подобри времиња за уметниците во Македонија, ми се чини дека се уште тапкаме некако во минатото, од пред неколку години, она минато кое што сакаме да го заборавиме и кое што остави големи последици и врз уметничкиот живот во Македонија и воопшто врз животот во Македонија. Затоа и будно ја следам и критиката што постои овде, но и самата едноставно имам критички однос кон сето она што се случува во Македонија. Јас Македонија не ја идеализирам. Не сум значи од оние уметници кои што или од оние луѓе кои што заминале и се дел од диаспората која што најчесто се гетоизира и ја идеализира матичната земја, нели татковината, дека таму се е подобро и така натаму. Не, јас мислам дека живеам практично во две држави, но живеам и во целиот свет бидејќи сум по природа космополит и мене ми не достига секој ден светот како таков, значи секоја земја од светот. Но со Македонија апсолутно имам многу поинаква врска. Сите мои сеќавања, моето детство, мојата младост е поврзана со Македонија и сето тоа избива на еден или друг начин во мојата поетика. Така што мене ми е апсолутно важно Македонија да биде на некој нормален, нели, европски пат, да се развива нормално и културата што ја имаме едноставно да допре до светот. Во таа
смисла Блаже Конески, кој што нели оваа година е најзначајното име за сите нас, мене ми се чини дека се прославува пред се церемонијално, пред се формално, а не суштински, како што веќе еднаш изјавив. Зошто? Затоа што веќе поминаа 6 месеци нели откако почнавме да го славиме и да го чествуваме Блаже Конески, а досега на пример не се појави ниту еден препев од неговите избрани, да речеме, песни во големите издавачки куќи, не знам, во Америка, Франција, Германија, Шпанија и така натаму. Значи ние практично ништо досега не направивме за неговата поезија да допре вистина до светот. Значи во светот големите поети ние ги познаваме. За жал за Блаже Конески знаат постарите читатели, оние што ги среќавам на пример на поетски фестивали, постари поети, меѓутоа младите читатели не ја познаваат поезијата на Блаже Конески. Мене тоа страшно многу ме боли. Мислам дека Македонија во таа смисла требаше оваа година да ја посвети на практично чествување на Блаже Конески, а не на држање говори, не знам, церемонијални фестивали или концерти и така натаму, туку да се сосредоточи на делото на Блаже Конески, бидејќи делото на Блаже Конески е суштината на македонскиот јазик и македонската поезија и македонската култура. И ако оваа година не направиме нешто за Блаже Конески, ќе биде предоцна во наредните години. Добро, да, важен е зборот да се слушне зборот на писателот. Ми се чини сега малку помалку отколку претходно, кога писателите беа на пиедесталот, нели дека се тие интелектуалците што ги знаат решенијата и одговорите за различни проблеми. Според ова што го говорите, се гледа, а и по тоа како делувате секојдневно, сега е барем лесно нели со социјалните мрежи, вие како да не давате многу значење на популарноста сопствена. На Фејсбук ќе ставите некоја своја песна, но таа песна потоа доживува стотици споделувања. Како да допре гласот на писателот до општеството? Па прво треба да допре внатре во сопственото општество, нели, а потоа и надвор од матичната татковина. Во таа смисла треба да се работи на тоа. Мислам, не може да се случи само од себе, нели. Затоа треба да постои културна политика, затоа имаме Министерство за култура, нели. Министерството за култура постои заради уметниците кои што живеат во Македонија или не живеат во Македонија, меѓутоа се на некој начин поврзани со Македонија. Но јас лично не чувствувам дека таа културна политика нешто работи на тоа поле. Видете, јас сум веќе 20 години во Словенија и мене досега, например, ме нема никој контактирано, не знам, да речеме да направиме нешто во Словенија за македонската култура. Тоа е многу ретко. Се што сум правила или преку словенечки институции или сама од себе. Значи, например, како, не знам, председател на жирито на фестивалот Виленица, секогаш сум се обидувала да покана македонски писатели и писателки во Словенија. Меѓутоа, никогаш не ми било побарано од страна на Македонија, не знам, да организираме денови на македонската литература, да отвориме некој културен центар во Словенија и така натаму. Така што јас во таа смисла се чувствувам крајно бескорисна за Македонија. И мислам дека се чувствуваат и така и другите уметници кои што не живеат во Македонија, а сепак работат нели односно учествуваат во македонската уметност и култура. Во таа смисла е апсолутно потребна и на поагресивна, пожестока културна политика. Јас како што реков, културата е најдоброто што го имаме. И ако навистина ние не се занимаваме со културата, тогаш не можеме да кажеме дека сме една културна цивилизирана земја која што се гордее со своите уметници и уметнички. Да, тоа нека остане и слушнато. За крај ќе ве прашам што ве очекува, вие денеска практично се враќате во Словенија. Добро, сега е летен период, верувам по-опуштено, но што е следно кај вас во смисла на творештвото? Па, уште утре преку интернет имам многу интересни креативни работилници со млади луѓе од Македонија. Ќе ги учам, односно ќе ги советувам како се пишува проза и тоа за мене представува големо задоволство, бидејќи Македонија навистина има толку многу таленти и се радувам што се раѓаат и тие таленти што можеме да читаме, например, прозни текстови од млади автори, од млади авторки. Понатаму секако ме очекуваат и некои настапи, например фестивалот за светска книжевност во Загреб во септември, кој што се надевам дека ќе се одржи во физичка форма, но повеќето настани се уште се на Zoom и секако продолжувам со романот кој што го започнав пред гранична состојба, но сега ќе можам и да му се вратам.
Лидија Димковска, многу ви благодарам што бевте гостинка во утрински брифинг. Имам уште многу прашања за вас, но времето ни отиде. И јас ви благодарам. Благодарам, до некоја следна средба. Секак. Утрински брифинг продолжува и поратаму со гостите на колешката Атовска. Останете со нас.